Православните верници масовно се спремаат за предстојниот празник Духовден, посветен на душите на починатите. Но овој ден кај секој верник се мешаат чувствата. Ред тага, ред болка, може би по некоја насмевка потикната од евоцирање на спомените, ред потиштеност, ред сеќавања. Според религиозните предскажувања, постои верување дека душите на покојните предци доаѓаат од оној свет кај своите најблиски, барајќи од нив храна, вода, но и за да ги видат. В сабота на гробишта се чита молитва за осветување на донесените работи, а обичајот е принесување храна, чаши, бардачиња и друг различен прибор изработен од земја. Ева како во нашиот крај се одбележува празникот. Првата година тие што починат, зимат бардаки и го стават на гробо. Од другата година почнуваат да стават, да си раздават на кој си сакат даваци. Тоа си е традиција од времето бардак да се даде. Пошто викат за чашка, некој сонувал, вика бутнеме, истуреме, неаме вода да се напиеме. Бардако си од време традиција да си биде дадено. За покој на починатите дават бардаче да си стават на гробо, да си имат вода, вика. Носат си вода и там, така го кажуват старите. Во сабота сабаалето се дава. Иде се у петок вечерта на гробишта, у сабаалето, у сабота се носат бардаците да се раздават. Кај нас по селата, па тука у град, сега почнаа само саботи да одат. И тога ги дават бардаците. Денеска земјените предмети беа најбарани, а се продаваа по прифатлива цена. Па цената 80, 70, 60, 50 букалчињата. Големината на верските празници за Душница и Духовден е слегувањето на Светиот Дух на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој чин на празникот Духовден се смета за основање на христијанската црква. Првиот ден од Духовден е и ден на Светата Тројца и на овој ден не се оди на